Само што пристигнаа од терен учениците со нивните професори и екипата од Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко Прилеп со нивната хуманитарна акција, ние екипата од Радио Пела дојдовме да видиме за што станува збор денеска, но и она што ќе следи утре, односно петок, 26 декември, за кога имаат планирано друга хуманитарна активност. Се овие активности, иницијативи доаѓаат од младинската екипа, односно од младинскиот центар на училиштето, така јас барем ќе го наречам, а тие поконкретно ќе кажат за што станува збор. Најпрво да чуеме и да видиме што денеска вие подарувавте и каде бевте денеска во текот на денот, во неколку училишта посетивте, што подаривте и зошто се овие активности што ги организирате од страна на младинската организација. Овие активности, добар ден најнапред на сите слушатели и гледатели на Радио Пела. Акцијата потекна пред 3 години, од кога дојдов јас на раководното место во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, а потекна еве ги дел од иницијаторите се и овде учениците. Иницијативата беше да се подари нешто од дете за дете. Така и ја крстивме акцијата, односно што всушност станува нештото, ќе кажи поточно председателот на младинската Михаел Грашковски, а ние денеска ги посетивме учениците од Тополчани, значи бевме во подрачното училиште во Тополчани, потоа бевме во Големо Коњари, во Мало Коњари, во градинката, во Беровци, да, и сегде не дочекаа радосни и весели деца. Едно дете ни се расплачи, две во градинката, каде што беа мали кога го видеа Дедо Мраз, бидејќи беа преправени учениците во Дедо Мраз, Баба Мразица, Џуџинијата и така, само таму ни се расплачи едно дете, инаку во другите училишта, значи сегде бевме пречекани со насмевки кај децата, посебно кога ќе го видат Дедо Мраз, иако беше без брада, ама предизвика радост кај дечината. Значи, главниот виновник беше Михаил Грашковски, кој што е и председател на младинската организација. Заедно со неговите пријатели, со ученици, еве, вие организирате низа активности кои што на крајот ќе обезбедат насмевки кај малите деца, но исто така со она што го подготвувате театарска представа, вие навистина сакате да му помогнете на својот соученик кој што неодамна неговото семејство имаше несреќа во која што имаше опожарена куќа, заедно со целиот тутун што го имаше тоа семејство сработено во текот на летото. Ајде сега кажете ни повеќе за вашите активности, ама да ни кажете и за представата. Како дојдовте до идеја на ваков начин да му помогнете на вашиот соученик? Најпрво јас ќе почнам како председател на младинската. Дојдовме до иницијатива да помагаме и да правиме хуманитарни настани со цел, како што кажавте вие и директорката, да помагаме таму кај што не е најпотребно и да израдуваме некои помали деца и да едноставно да покажеме на народот дека со малце внимание можеме некого да усреќиме и да направиме да му биде барем денов поубав, ако не неделата денот да му биде поубав. И така дојдовме до заедничка колективна идеја да подаруваме секоја година традиционално колекчина по основни училишта во околниве села што се. И можам да кажам со задоволство дека таа иницијатива се испадна баш кој што треба и допревме таму кај што треба и сите се среќни, весели, задоволни кога ќе не видат и како што кажа некој се расплачија, ама во глобала сите сме среќни, задоволни кога ќе ги видиме тие насмевки кај децата. Можеме да сватиме дека ако јас денеска ги давам тие 50 денари, што нема да јадам, некого ќе усреќам утре. Се вратиме на представата, хуманитарната представа еве 2 години соред, ова е втора година, организираме хуманитарна представа, исто во неделата на Ричко, кога е ке ние. Лани исто имавме успешни 3 распродадени представи, што искрено сме презадоволни со тоа нешто што го постигнавме, успеавме да го направиме. Годинава ја имаме втората смрт на Кузман Капидан, кој ќе ви ја кажат по натаму како е.
Во однос на представата, рековте дека премиерата практично или хуманитарната активност започнува од утре, петок, 26 декември. Која е намерата со оваа представа и зошто токму да се помогне на вашиот соученик? Дали тоа значи доколку има интерес да се продолжи со прикажување на представата повеќе пати, бидејќи се знае колкав е капацитетот на Мистон? Намерата за представата најпрвно да му помогнеме на ученикот, на нашиот соученик, бидејќи толку вложен в труд цел живот на него и на неговите родители, пропаѓа во вода после таа случка и ние сакаме реално да му помогнеме колку што можеме. Со една премиера парите сите ќе бидат донирани за семејството. Да, јас само да напоменам дека втората смрт на Кузман Капидан по текст на Венко Андоновски, во режија ваша претпоставувам, затоа ќе кажете малку подоцна, ќе биде на 26 декември во 19 часот во Мистон. Влезот е 150 денари. Рековме дека навистина нема голем капацитет, за жал ние немаме се уште театар пристоен во Прилеп, но дали вие како хуманитарци големи би сакале оваа представа и повеќе пати да се прикажи, се со цела што повеќе да се помогне? Каква е вашата идеја со ова? Нормално дека да. Ако видиме дека има интерес, навистина и доколку има повторно капацитет воопшто да се изведи представата, би сакале уште еднаш да изведиме, барем уште еднаш да изведиме, ние сме секогаш подготвени за нови активности. Се трудиме да помогнеме онаму каде што можеме, а помош секогаш и секаде треба. Сигурно. Така да, ако можеме уште еднаш да изведиме и да донираме, да помогнеме, хуманитарно да действуваме, би ни било задоволство. Во однос на актерството и во однос на режијата, ајде да кажеме нешто за представата, вие сите учествувавте во режијата, сценографијата и така натаму. Според вас, колку е примамлива оваа професија актерство и дали некој од вас, бидејќи не е прв пат да учествувате во оваа представа, веќе се насочи токму кон тој дел? Имаме таков ученик. Да? Што има афинитети Има и што афинитети. планира, да, и што планира да се запише на драмски. Тој е ученикот. Да, јас сум се планирал. Благојче, да. Ти си главниот лик во оваа представа, ти го играш Кузман. Кузман. Од она што го знам, бидејќи јас реално го немам прочитано текстот или книгата, кажи ми за каква представа станува збор, дали има нешто што е интересно, специфично, актуелно со оглед на приликиве во државата и пошироко? Па да, ова драма е современа, да речем. Во ова време, односно кажува како после првата смрт на Кузман Капидан, тој доаѓа после 200 години назад во Македонија и гледа дека Македонија повеќе не е тоа што беше во негово време, односно дека народот почнува да верува во глупости, да верува во тоа што го кажуваат гергите, бизнисмените и така доаѓа неговата втора смрт. Значи, практично е погубно затоа што дошол по 200 години. Да. Има ли тука одредени комични ситуации Да, или да. за што станува збор по-конкретно кога Отприлика за некоја трагикомедија. одговара, вие прв пат оваа представа ја игравте, чинам, минатата година, учествувавте на одредени надпревари. Оваа година игравме Оваа на Масум, година? да, зедовме трето место. Исто е лани со Диво месо, која прикажавме исто во Мистон, и на Масум тогаш зедовме трето место. Одлично. Кажи ми, кој лик го играш во представата и што според тебе сакате да покажете со овие активности како младинска организација пред прилепчани и пред македонската јавност, заради тоа што рековме, станува збор за хуманитарна представа која што има за цел да помогне на одредено семејство. Играм три улоги: гега, бизнисмен и селанец. Три улоги играш. Како се снаоѓаш во три улоги? Снајдувам. Тешко? Не баш. Не баш? Колку учествуваше во режијата, во сценографијата на оваа представа? Учествував се максимално. Значи ли тоа дека вие сте колектив што може да биде пример за останатите, како младинска организација? Се надеваме. Да. Па и мислам дека сме единствени во градов, со исклучок на Ѓорче Петров, и таму има драмска. Да. Да, меѓутоа во последно време некако ги снема, па ние одма се појавивме и
тие лани има една, барем од учениците рекоа дека неуспешна, јас не успеав да ја гледам нивната представа, а нашата еве и сега борба е за карта плюс, ама како што кажавме, местата ни се тие ограничени, се надевам ќе соберат сили не само актерите, него и двете колешки кои што се мотиватор нивни, односно колешката Елена Дамјановска и колешката Андријана Челебитова, кои што несебично одвојуваат дел од нивното слободно време за да работат, а секако и учениците дел од нивното слободно време одвојуваат за да сработат и постигнеме еден вакви проекти. Втор зачеток, меѓутоа мислам дека допираме и до младите, а и младите гледаме дека се желни за театарски представи. Браво. Бидејќи, како што реков, борба е за карта плюс. Лани беа повеќе ученици, помалце професори, па имаше лутење кај професорите, зашто ние немаме, за нас нема карти да ги видиме учениците. Сега поќе дадовме карти кај професорите, па сега е лутење од страна на учениците, ама реков, може би ќе собереме сили за да репризираме. Одлично. Ќе видиме сега од утрешниот ден, ќе кажеш. Одлично. Да. Јас уште еднаш ќе повторам, значи ова се картите, станува збор за хуманитарна театарска представа. Младинците, учениците од Средното општинско училиште Ристе Скиричко се расположени и за неколку пати за прикажување на оваа театарска представа Втората смрт на Кузман Капидан по текст на Венко Андоновски. Јас се надевам дека интересот ќе биде голем, како и вообичаено Прилепчани се секогаш расположени да помогнат кога станува збор за вакви хуманитарни иницијативи. Јас ќе ги поздравам овие млади луѓе кои што навистина имаат развиено чувство на емпатија и кои што покажуваат дека Прилеп е хуманитарен град и дека навистина е убаво да се живее тука. Благодарам. Благодарим.